И здраво на сите и добро дојавте во мојот нов влог. Како што гледате денес по насловот имаме кемпинг влог, односно одиме на кампување. Денес сме четврток вечерта. Требаше вчера да се пакувам, но бидејќи сакам денес, затоа денес ќе се пакуваме. Се надам дека овој дел од пакувањето ви е интересен, ако не пишете ми во коментари, но јас сепак го правам затоа што мислам дека би требало да знаете што се носи, што би требало да носите ако случајно одите и мислам дека е интересно. Така да веднаш да започнеме. Да не зборувам многу, само ќе ви покажам сега што ќе ставам и тоа е тоа. И шаторот за кампување, кој што е горе. Ова ќе го носам. Шаторот за кампување и чантата, тоа е тоа. Така да се гледаме сега или утре или на денот кога одиме. Здраво на сите, сакав само многу кратко да ви кажам, денес сме петок вечерта. Само сакав кратко да ви кажам дека со мајка ми и со сестра ми разговаравме за сето ова што треба, како треба да носам, дека студи и дека нема да одиме нигде, ми кажа сестра ми, затоа што јас не ви кажав. Не знаев дали ќе одиме во градот да се шетаме или ќе остануваме таму, но ете ми кажа дека ќе остануваме. Така да знаете дека фармерките, палтото и некои такви малце посвечени работи ги фатив, но од блузите се оставив за слики, само за слики. Исто така сакав да ви кажам што дека ставив храна, си зедов грицки, зедов една пакетче бананчиња, затоа што мајка ми често купува по 2 пакетчиња бананчиња, чоколадни. Друго зедов едни чоколадни бисквити, оние што се бисквита, чоколадо бисквита, како тостче, тие ми се превкусни. Зедов од грчките едни смоки, ви снимив видео, но не знам дали да ви го ставам, пишете во коментари ако сакате. Снимив каде што пробам грчки смоки и грчки јогурт, иако имаме во Македонија, но овој прв пат го пробував. И едни други соленки, ги видите кој ќе има таму. Сега во ова пакетчето од бомбончиња ќе ставам неколку мастики. И тие ќе ги ставам сега и мислам дека тоа е тоа. И ева како изгледа сето наместеното, чантата кој што ќе го носам, шаторот, кебето за покривање и уште едно ќе земеме можеби утре ќе зборуваме со сестра ми, ќе кажам. Така да за сега ова за покривање ми е само. Пеничето внатре, работите сите овде и ова. Тоа е тоа. Така да сега официјално се гледаме утре са бајле. Поглед изгледа вака ако ве интересира. Користам по два различни секогаш фломастери стило. Стилото е ако треба нешто запишем како е како овде и фломастер да обележам. Кај се погодија сега коли леле. Камион било. И да, мора кучиња и мачиња да има да не замарат. Ники, инаку морам да ви пуштам едно многу кјут видео од мајка ми од Ники. Прекјут. Мислам прекјут. Ти шо дојде? Јас сум после час, точно 1 час, поминав убаво време читајќи Библија. Сега виси се преслеков, се средив, сестра ми се разбуди. Еве ги белите шорцови. Потоа имаме оваа блуза која што ми е од Синсе.
Стигнавме, сега отидоа да платат за шаторите, за кампувањето. Само сакам да ви кажам кратко дека стигнавме и дека мене за момент ме фата, не знам дали тоа е некоја алергија или нешто, или чисто онака од сонцето. Ми се расузи и сонцето, и окото, и носот, почна ми течи. 1:47 е, тие дојдоа во 11, мислам дека и може малце. Така нешто, да. Тоа истина имаше преубави погледи. Ова последното видео каде што слигав и каде што ви покажав, таму и се сликав. Слики случајно ако оставив нешто на Инстаграм, бидејќи се сликавме. Тие си уместив чаторот, мојот го наместија, зашто беше потежок. Сега ќе го декорираме мојот шатор. Јас си го сместив шаторот. Ево како изгледа. Ова е шаторот на сестра ми и зетот. Мојот е подолго нивниот. Спрените за капење и ставаме купачи, јас ставив и SPF, крем за сончење. Гости се искапиле, моето прво капење ова година. Сега ќе идеме до водата да ја видиме. Единствено си пропуштивме, затоа што јадевме за тоа време. И зато. Видите, ова како се вика? Адреналинскиот парк. Зашто нека така се вика. Само сакам да ви кажам дека пред сат ги сретнавме фамилијата Пшанови, ја викам тука слика ако не ги знаете. Беше многу интересно бидејќи ги сретнавме, тоа не очекував. И сега ви кажував дека сега ќе јадиме топчина, односно комплекс со млеко, малку поградски. Да, тоа е тоа. Здраво од мојот шатор, не знам колку добро ме гледате. Си наместив горе светло, но не е доволно светло за вас, не можете да видите, а јас гледам доволно. Сега јас ке си седам и ке си гледам на телефон, потоа ќе оставам да се пуни и така. Тоа сакам да ви кажам. Јадовме топчиња. Сам сакав кратко да ви кажам дека се ставам в пижами и дека се ја чкрапам и се го футирам натре затоа што не се диши. Тално е 12 без 20, луѓе уште викаат. Mój telefon się puni.
сега ви снимаме на сестра ми. Така да сега сме овеци, става купачи. Сега после. No shutters anymore. Сега и да има да се капиме. Да, квалитетът на телефонът на сестра ми е 100 пъти по-добър от моят, но it's okay. Ова е следниот ден, забравив да ви го одјавам видеото. Се надам дека ви се допадна и дека уживавте. Искрено да ви кажам, ја си поминав окей, затоа што не се наспав убаво, а и ова ми е благословна, така да нема да пребарувам, затоа што не е добро да се пребарува, треба сме задоволни со тоа што имаме. Не знам сега дури кога ќе одам повторно на кампување и на тоа место, затоа што навистина местото беше преубаво. Беше како мал остров, буквално се чувствував како да сум на остров, затоа што имаше се, а на патот додека доаѓавме немаше буквално ништо, ни куќи, ни ништо, сето беше шума и затоа ви кажувам се чувствував како на остров некој, дека имаше многу луѓе и многу шатори за кампување, многу комбиња со кои кампуваа и презадоволна затоа што се сретнавме повторно и со фамилијата Тапшанови, затоа што ги видовме во живо. Така да се надам дека ви се допадна. Се гледаме во